председател. Добро е да се нотира, добро е да се знае дека Мартин Костовски не гласаше за канализација во Романовце и не даде подршка за преку неговите колеги да овој амандман се прифати. Добро е да се нотира и да се знае. Колегата Костовски не е член на комисијата, но вие сакате може да констатирате за неговата пратеничка група. Колегата Костовски не гласал. Благодарам на корекцијата, почитуван председател на комисијата. Ке се исправам, добро е да се нотира дека во својот говор господинот Мартин Костовски беше против изградба на канализација во Романовце, со што ги наведе пратениците од СДСМ да не го поддржат овој амандман. Со тоа се докажа праксата која што се воспостави во ова собрание, а тоа е дека доколку представникот на владата не го прифати амандманот, гласачката машинерија на СДСМ ќе си гласа против, амандманот нема да биде составен дел на буџетот и граѓаните и повторно ќе останат без реализација на проектите кои што им се ветени. Ист случај е со селото Пчиња, како и со селото Романовце, како и со сите 40 на населени места во општина Куманово. СДСМ било, ветувало, брда и долини, што викаме ние кумановци, ги ветувала реализација на проектот за водоснабдување, кој што го ветува децени, затоа што има готов проект таму, не сака да го финансира и преку Совет пробувавме и преку други можности кои што стоат на располагање на општината, затоа што претпоставувам праксата која што СДСМ ја има воспоставена во општина Куманово, а тоа доколку се потпишат на список, културно фино дека ќе излезат и ќе гласаат за СДСМ, ќе им биде асфалтирани улици, ќе им биде реализирани проекти. Во случајот со Пчиња, затоа што не добиваат доверба таму, го ставаат во втор план и не им реализираат ништо од она што им го имаат ветено. Таа пракса ја знае секој кумановец, за жал таа е пракса на која што СДСМ функционира, врши притисок, ја има узурпирано општината, заробено и тоа е начинот на кој што тие таму уставно и победуваат. Затоа, пошто нема волја за разговор за проектите од Куманово, нема интерес од никој да суштински помогнеме на граѓаните на општина Куманово, прифаќајќи ги и објаснувањата на заменик министерот дека во овој буџет поради екстензивноста, поради краткиот временски период, не се во можност да се реализираат. Битката за Куманово ќе ја продолжам со амандмани на буџетот за 2021 година и затоа, почитувам председателе, го повлекувам амандманот. Констатирам дека